Според податоците на вооружените сили на Украина, украинците донирале повеќе од 2,5 милиарди долари на својата армија во рок од година и пол од целосната инвазија на Русија. Ми бачимо, што украинци, не зважајќи на Украинците без оглед на нивните финансиски проблеми сепак оставаат барем мал дел од своите ресурси да донираат за вооружените сили. Нападот на Русија пред 2 години ги мобилизираше украинците и на почетокот добротворните организации добива рекордни донации. За попередні 8 років За сите 8 години од постоењето на нашиот фонд пред инвазијата собравме нешто повеќе од 200 милиони украински гривни. За еден ден на 2 март 2022 година, на почетокот на инвазијата, добивме 340 милиони донации. Карпенко работи со еден од најголемите добротворни фондови во Украина кој помага на армијата. Тој признава дека по 2 години војна нивото на донации е намалено, но сепак останува високо, а волонтерите се покреативни. Скинь донат и відчуєш суперкайф, просто скинь донат. Јас бев тој што почнав да пеам за донации иако не сум пеач. Идејата за преработка на песна од Гровер Вашингтон Джуниор, Васил Бајдак ја добил кога сакал да собере огромна сума пари. Потрібна була антидронова рушниця. Потребно беше оружје против дрон, чинеше 500.000 гривни. Разбрав дека треба многу брзо да ги соберам овие пари, па морав да направам нешто што брзо ќе се расшири на Инстаграм и ќе се споделува многу. Идејата ги надминала очекувањата. Парите биле собрани за неколку часа. Друг пристап пак е да се побараат мали донации. Така функционира фондот на активистката Јарослава Кравченко. Це не залежить від кількості грошей, які у тебе Не зависи од тоа колку пари имате, но ако донирате, например, 10 гривни, 25 центи секој ден, ќе чувствувате дека ја забрзувате вашата победа. Преку овие мали донации, Кравченко успела да собере 10.000 гривни дневно. Најпопуларен начин како украинците собираат донации е преку специјална алатка во дигиталната банка Монобанк. Досить зручний інструмент, який дозволяє... Оваа тегла е како дигитална банка за штедење. Работата е во тоа што кога едно лице префрла пари на друга дебитна картичка, банкарскиот систем може да го ограничи бројот и износот на таквите трансакции. Теглата има поинаков пристап што им овозможува на сите да соберат големи суми пари без техничко мешање. Волонтерите велат дека во текот на овие 2 години собирањето средства станало поорганизирано во Украина. Украинците поставуваат финансиски приоритети и веруваат дека за да имаат слободна земја, треба да ја поддржат армијата и покрај тешката економска ситуација.